In Touch со доктор Чарлс Стенли, споделување на Евангелието низ целиот свет. Знаете, веројатно сте слушнале дека некои луѓе треба да го допрат дното пред на вистина да дојдат кај Господ и да му го дадат својот живот. Тоа се случи. Се распадна. Во тоа време во мојот живот, кога јас и мојот сопруг се разделивме по 30 години брак. Знаев дека нема да можам да го поправам или да го составам повторно. Јас самата. Веројатно имав многу вознемиреност во тој момент за мојата иднина. Навистина се трудев да не бидам разведена. Но кога почнав да го проучувам Словото и многу учења и проповеди на доктор Стенли, почнав да сваќам дека преку љубовта кон Исус, Бог ме спаси со одредена цел. Ми беше дадена можност да им служам на другите во тешки моменти од нивниот живот. Навистина немав многу страст за тоа додека не ја најдов советувачката, менторската улога што ја имам со Мишел. Здраво, Мишел! Еј, сладка Лиз. Бог ми стави на срцето да почнам да одам во црква. Беше, не можам ни да го опишам навистина, но за мене, мојот сопруг и ќерка ми, се промени. Се чувствував како дома. Мојот сопруг кој никогаш не зборуваше за Бог, сега ја најде оваа новооткриена љубов за Исус. Читаше секојдневни поучувања, ја читаше својата Библија. Го гледав мојот сопруг како се спасува. 5 дена подоцна тој почина од несреќа. Тоа ме повреди до срж. Претпоставувам дека секогаш го имав тоа прашање. Зошто не можеше да го оставиш овде? Зошто не го спаси и не го остави тука? Зошто мораше да го земеш? Но тогаш Бог секогаш само ќе речеше, но тоа е со мене и јас не можев да се сомневам во тоа. Мишел ми е како ќерка. Ние само ја имаме таа отвореност, доверба и способност да комуницираме, со што таа се бореше и како јас можам да ја помогнам. И двете бевме жени кои одеа сами. Можевме да се охрабрувавме и да се поддржуваме. Бев нова во оваа област, но таа ќе дојде да ме земе и да ме однесе на места кои ги знае, што сака да ги сподели со мене. Убави места. Лиз еднаш ми кажа дека сака сладолед и дека се отвори нова продавница. Тоа беше нешто за нас да го посетиме. Малку има за возење за да стигнеме до него, но не го забележувате времето. Понекогаш и не мора да зборуваме за работи, само за да бидеме заедно. Тако, од секогаш било нашето пријателство. Не можете да го објасните, ако имам лош ден, како Лиз да знае, и ќе ми испрати песна или стих или љубов. Таа ми праќа љубов. На почетокот честопат имав став дека го правам тоа затоа што Бог ме замоли да го направам или ме повика да го направам тоа. Јас не разбрав дека личноста на која ќе бидам ментор ќе биде некој што ќе го благослови и мојот живот исто така. Таа ме радува и затоа е заразно. Таа е како да се наоѓате во мало временско пакување, но кога Бог спојува двајца луѓе, тоа е непоколебливо. Тоа е како Исус да ја стави токму таму за да каже: еве оди, ова е патот. Тоа е едно нешто што го научив од доктор Стенли. Не останувајте заглавени во скршеноста на вашето минато, туку направете го она што треба да го направите за да се излечите и да им помогнете на другите да заздрават. Мишел беше таа личност во која можев да го видам тоа како се одразува. О Боже, тоа толку многу ми го топли срцето. Следно на програмата In Touch. Силно семејство.
Бог го создаде семејството, а сепак нема совршени семејства. Всушност, ако погледнете во Светото писмо, ќе откриете многу брзо дека Адам и Ева имале многу тешко време во своето семејство. Не само што имаше конфликт меѓу нив, бидејќи се сеќавате кога таа му рече на Адам: "Ах, зошто не каснеш?" А тој рекол на Бог дека таа го натерала да го направи тоа. Таа ми рече така, рекол Адам. Потоа тие имаа 2 сина. Еден од нив го уби другиот, и синовите на Или, свештеникот, 2 негови синови, како што вели Библијата, биле зли. Авраам се оженил со Сара. Тие се согласуваа на вистина добро. Тогаш Агара доаѓа на сцена и тие имаат конфликт. Потоа би можеле да отидете до крај низ Светото писмо, но да го земеме само Давид, кој беше врвен меѓу сите израелски цареви. Во неговото семејство имало лажења, убиства, силувања и бунт. И ова беше прекрасно семејство, а тој беше прекрасен крал. Сепак, нивното семејство беше целосна катастрофа. Така, да кога размислувате за вашето семејство и мислете, не ни оди премногу добро, тогаш само запомнете го ова. Само затоа што вашето семејство не е премногу добро, не е затоа што не можете да бидете подобри. Со други зборови, вие можете да го подобрите она што се случува ако сте спремни да работите на тоа. Во овие денови е тешко да се има силно семејство, а сепак тоа е токму она за што сакам да зборувам во оваа порака. Бог има намера да имаме силни семејства и доказ за тоа е ова. Ако свртите во Второзаконие, глава 6, сакам да погледнеме неколку стихови кои се апсолутен доказ дека Бог бил многу заинтересиран неговите семејства да бидат силни семејства. Погледнете во глава 6. Јас ќе почнам да читам од стих 3, за да заштедам малку време. Забележете што вели Светото писмо. Тоа вели: "О Израеле, треба да слушаш и да внимаваш да го правиш тоа, за да ти биде добро и да се размножуваш многу, како што ти вети Господ, Богот на твоите татковци, во земјата во која тече мед и млеко." Потоа тој вели: "Чуј Израеле, Господ е нашиот Бог, Господ е еден. Сакај го Господа, твојот Бог, со сето свое срце, со сета своја душа и со сета своја сила." Овие зборови што ти ги заповедам денес ќе бидат во твоето срце. А потоа, еве што вели за семејството и е доказ дека Бог сака силни семејства. Тој им вели, зборувајќи првенствено на татковците: "Внимателно ќе ги научиш на нив своите синови и ќе зборуваш за нив кога седиш во својата куќа, кога одиш по патот, кога легнуваш и кога стануваш." Односно, да ги научи на Словото Божјо неговите деца, неговото семејство. Ќе ги врзеш како знак на раката и ќе ти бидат како ознака на челото. Напишете ги на праговите од вашата куќа и на вашите порти. Тој едноставно велеше: "Божјото Слово го сакам во вашето семејство." Каде и да се свртите, да има докази дека Словото Божјо е во вашето семејство. Бог сака да имаме силни семејства, полни со љубов. Некој вели: "Па како би го дефинирале тој вид на семејство?" Јас едноставно би го кажал ова. А тоа значи, ние подразбираме под силно семејство она во кое членовите на семејството имаат љубов и посветеност еден кон друг. Нема друга замена, само љубов и посветеност еден кон друг. Тоа е почеток на силно семејство. И тоа не се случува само така. Потребна е работа. Мислам дека една од причините зошто многу луѓе немаат силни семејства се таткото и мајката, или еден или двајцата. Не се подготвени да го направат она што е потребно за да изградат сила во своето семејство. Значи, целта на оваа порака е ова: да ви ги даде карактеристиките на силно семејство. Тоа не значи дека треба да ја правите секоја од овие работи, но еве што значи. Ова се карактеристиките на силните семејства. Затоа сакам внимателно да ја слушате оваа порака и сакам да размислите за вашиот дом, како можете да се подобрите, како да го направите посилен, каде и да е. И не се откажувајте. Што и да се случило, не се откажувајте. Бог те поставил таму со причина. Ако го слушате Бог внимателно, тој може да направи силно да влијаете. Вашите деца ќе пораснат, имајте го вистинското влијание и сведоштво. И тие ќе го пренесат тоа што вие им го пренесувате. Тоа ќе направи прекрасно семејство за вас. Ајде да започнеме со првата. Тоа е, сега дозволете ми да го кажам ова однапред. Кога ќе ја кажам првата, вие ќе кажете: "Тогаш мене не ме вбројувај."
Не, затоа што доаѓам до делот каде што нивните семејства се поделени, разделени, измешани и така натаму. Значи, останете со мене од самиот почеток. Најпрво, побожни родители. Сакате ли силно семејство? Ви треба ли силен татко и силна мајка кои го сакаат Бог и му се посветени? Тоа е најмокниот од сите елементи во силното семејство. Второ, едно од многуте важни работи за да се има силно семејство е тоа што родителите се доследни, односно, ако кажете нешто, правете го тоа што го кажувате, затоа што еве што прават децата. Тие слушаат што велите, но го прават она што вие го правите, и децата го гледаат тоа многу внимателно. Ако сакате доследност, треба да го правите она што велите дека ќе го направите. Многу важно. Потоа, се разбира, треба да бидете добар слушател. Сите сакаат да бидат слушнати. И децата сакаат да бидат ислушани. Ако сакате да го одвратите детето и да се одвоите од него, без разлика дали тоа е мало момче или девојче или тинејџер, само бидете премногу зафатени за да слушате. Слушањето е многу важна активност во семејството. Можеби не ви интересира секогаш што имаат да кажат, но запомнете го ова. Тие ве почитуваат како нивни татко и нивна мајка и мислат дека сте попаметни од нив, па сакаат да слушате што имаат да кажат, затоа што можеби ќе можете да им помогнете. Сакате да бидете ислушани за вашата работа и вашето семејство, меѓу вашите пријатели. Ти чувствуваш дека тоа е многу важно. Да одбиеш да слушаш некого значи да го исклучиш и на вистина да изјавиш. Не вредиш да бидеш слушнат. Не си важен, затоа нема да слушам. Погрижете се да не дозволите тоа да се случи во вашето семејство. Потоа се разбира, дисциплинирајте ги без отфрлање. Многу важна точка. Што едноставно го вели ова? Не ги дисциплинирајте вашите деца кога сте лути на нив. Ако сте лути на нешто што тие го направиле, преболете го. Потеготе, оди си, направи нешто за да го надминеш гневот, додека ти и Бог не го решите вашето чувство за тоа. Потоа доаѓате кај нив и ги дисциплинирате. Видете, ако вие го дисциплинирате вашето дете со лутина, веројатно ќе го повредите. Второ, тие ќе го почувствуваат вашиот став, ќе го почувствуваат вашето отфрлање. Вие не сакате тие да чувствуваат отфрлање. Сакате да им кажете дека тоа го правите со причина. Кога вие го удирате детето со рака, без разлика дали тоа на лицето или некој друг дел, има нешто во тоа што се префрла во отфрлање. Има нешто психолошки, многу деструктивно во тоа. Потоа се разбира да ја читаме Библијата заедно. Би било неверојатно да знаеме колку христијани, христијански домови, како што би рекле, каде родителите и децата заедно ја читаат Библијата. Не постои жив татко кој е премногу зафатен. Не постои жива мајка премногу зафатена. Можеби ќе бидете зафатени, но што би можел да направиш поважно за едно мало дете? Сега слушајте. Да ја чуваш оваа Библија пред нив, да го величаш Божјото Слово, да зборуваш за Божјото Слово и слушајте, и да го читаш со нив. И да чита целото семејство. Можеби нема да го читате со целото семејство секој ден, но можете да го прочитате барем еднаш неделно. Можеш да им помогнеш да научат да ја читаат Библијата секојдневно. И се што можете да направите за да го внесете вашето дете во Божјото Слово, слушајте ме, ќе се спасите од неволја, болка во срцето и солзи, затоа што додека тие го читаат Божјото Слово и дознаваат што вели Бог, а потоа го споредуваат она што Бог го кажува со она што го кажувате вие, тогаш има авторитет во тоа. Дозволете да го кажам ова. Тоа е вашиот водич за живот. Тоа е нивниот водич за живот. Вие сте тој што треба да им ја всади. Внимавајте. Мудроста за водење на нивниот живот според Божјото Слово. Ако треба да ве прашам, дали сакате вашите деца да го читаат Божјото Слово и да се водат според тоа? Да. Не е пасторот. Вие сте со нив повеќето време. Ти си моделот. Вие ги учите според тоа што го гледаат, читајќи го заедно Божјото Слово. Не можам да ви кажам колку е важна оваа книга. Тоа е водич за живот. Нема да ги имаме проблемите што ги имаме. Немаше да бидеме во хаос во оваа земја ако луѓето во водството и луѓето, без разлика дали се работи за села, град или држава, земја, немаше да бидеме таму каде што сме, ако принципите на Божјото Слово се применуваа од оние што владеат над нас. Тоа е точно и за семејството, како и за секое друго место во животот. Значи,
Сакате да ги охрабрете да имаат приватна побожност. Не само она што го читате сите заедно, туку тие треба да стекнат навика, сами да читаат и кажете им. Ако има нешто кое го читате, а не го разберете, дојдете, прашајте. Јас ќе ви помогнам да го разберете. Ако не можам, ќе го дознаеме одговорот. Не ги оставајте така. Ќе дознаеме кој е одговорот. Потоа се разбира, вградете ги библиските убедувања во нивниот живот како водич. Сега, тоа значи дека вие треба да знаете во што верувате и треба да бидете способни да се застапувате за Словото ако е потребно. Сакате тие да имаат убедувања како се однесуваат едни со други, да ги сакаат другите луѓе, увереноста за простување и така натаму. Ако вие ги имате тие убедувања, можете да ги научите со демонстрација. Ако ги немате тие убедувања, што и да кажете, нема да успее. Тие ќе го прават она што вие го правите, а не нужно тоа што го кажувате. Значи, еве едно од главните работи. Секогаш бидете искрени. Слушајте внимателно. Секогаш бидете искрени со вашите деца за се. Сега, например, слушајте внимателно. Да речеме дека си ќерка и го прашуваш татко ти за нешто, а тој бил нечесен. Тој не ти ја кажа вистината. И тој тоа го направи 2-3 пати. Кога ова мало девојче ќе порасне и бара сопруг, овој млад човек или тој млад човек, кој да е, знаете ли што се уште има во незината подсвест? Не можете да им верувате на мажите. Велиш, тоа не е точно. Тоа е апсолутна вистина. Кога човек со таков авторитет како што е вашиот татко е нечесен, не ја кажува вистината, лаже или можете да кажете како што сакате, детето го гледа тоа, го слуша, го чувствува, го носи тоа и што се случува. Кога станува збор за мажите, слушайте внимателно. Незиното искуство со најважниот маж во незиниот живот е дека не можете да им верувате. Токму тоа се случува. Почнувате брак со пречка. Затоа сакам да ве охрабрам да бидете искрени. Слушајте, без разлика што ќе кажете. Правете го она што го кажувате, бидејќи она што го кажувате не е она што тие ќе го направат. Она што вие го правите е она што тие ќе го направат. И можете да им го уништите семејството многу рано во животот. Сега велиш, па што е со скршените домови? Дали постои начин да се има силен дом откако ќе се распадне, откако ќе дојде до развод, откако ќе дојде до разделба? Да, има. Може би не толку силен како што може да биде, но сепак може да биде силен. Велиш, па како се прави тоа? Слушайте внимателно. Првиот начин почнавме со двајца родители христијани заедно. Така, отстранете го тоа за момент и се што е после тоа можете да го вежбате во скршен дом. Мажот си оди или жената ја нема или некој друг си стапил во брак со некоја друга, што и да е. Се уште можете да ги практикувате сите тие принципи, секој еден од нив, освен што ова е различно семејство, а вие имате голем проблем веднаш. Така јас едноставно би го кажал ова. Ако семејството е измешано, ако вие сте добиле 2 деца од неа и 2 деца од него, или што и да е, се сеќавате на ова. Останете физички и емоционално блиску до вашите деца. Првенствено со вашите деца останете блиски. Со други зборови, ако жена ти ги одземе или маж ти ги одземе, остани емотивно блиску до нив колку што можеш, затоа што тие се дел од тебе. Тие излега од тебе, мама. Тие се уште се ваши деца. И така, мама и тато треба да останат колку што можат физички и емоционално блиски за никогаш да не се чувствуваат како нивните вистински родители што туку ги оставиле. Честопати тоа е тешко, особено кај жената. Ако сопругата или сопругот имале ужасен развод, и сега кога се мразат, а тука се и децата. Размислувам за страшната, ужасна траума во срцето на детето, кое гледа дека еден ден татко му си оди и не се враќа. Мало девојче кога гледа татко и како си оди и не се враќа. И што и да им кажете, тие не можат, не го разбираат тоа. Јас размислувам за овој татко. Кога ќе заминеш, запомни го ова. Ќе дадеш сметка пред светиот Бог што ти дал деца на овој свет, а ти апсолутно ги оставаш, не сваќајќи дека со тоа го распарчуваш срцето на детето. Целото нивно емотивно битие е засегнато. Велиш, па тие преболуваат. Не преболуваат. Тоа е таму. Тоа е лузна додека живеат. Ова е причината зошто треба да дадете се од себе за да го одржите тој брак заедно.
Некогаш не можеш. Што и да се случи, понекогаш не функционира. Некој одлучува дека ќе замине и ќе си замине, без разлика на се. Не можете да помогнете во тоа. Но Бог ќе биде тука да ви помогне. Тој ќе биде таму за да ве зајакне. Тој ќе биде таму за да ви помогне да ги сакате тие деца на многу необичен начин. Потоа, ако еден родител си замине, зголемете го времето на молитва и читање на Светото Писмо со вашите деца. Со други зборови, ти стануваш физичко засолниште. Библијата вели дека ние живееме во сенката на Семокниот. Со други зборови, ако јас сум во сенка на нешто, има нешто големо таму. Тој вели, тој е наше засолниште, наша сенка и наш чувар. И кога продолжуваш да го читаш Светото Писмо со тие деца, иако мама или тато ги нема, ти треба да разбереш и тие да разберат. Знаете, ние не разбираме зошто. Ние не сакаме да бидеме критични. Сакаме да се молиме што и да се случува. Бог да работи во нивниот живот. Без разлика колку добро се обидувате да го направите тоа, има лузна, има повреда и има болка. Но вие имате одговорност да го ублажите тоа колку што можете повеќе. Потоа, потсетете ги дека довербата во Бог е поважна од било кога. Кога некој од вашите сакани ги нема. Довербата на Бог е поважна од кога било досега, затоа што сега немаш татко, немаш мајка. Сега го имаме Бог. И она што сакате да го вмамнете во срцето на тоа дете е дека Бог е вашиот татко. Не земниот татко го нема, но Бог е вашиот татко сега и тој ќе ги обезбеди вашите потреби. Тој ќе ги обезбеди нашите потреби. Знам дека во животот на мајка ми, во мојот живот, немајки татко во тие години, мајка ми постојано ме потсетуваше дека нашиот небесен татко беше мојот татко сега и дека ние ќе успееме некако и на некој начин. Времињата станаа прилично тешки, но таа секогаш беше тука за да ме охрабри. Една од интересните работи што можете да ги направите за тие деца е секое утро да им давате по еден стих од Светото Писмо, што може би Бог го ставил на вашето срце. Само прашајте го Бог, кажете, зошто не го прочиташ ова пред да одиш на училиште ова утро? Ако сте им дали Библија и тие имаат своја Библија, ќе знаете точно што да им кажете. Ова е прекрасна можност за вас да ги научите за важноста на нивната лична врска со Бог и дека без разлика што ќе се случи во животот, вие ќе успеете. Ние ќе успееме. Ќе имаме силно семејство. Без разлика на се. Никогаш нема да биде толку силно како што може да биде, но ќе биде посилно отколку што повеќето луѓе дозволуваат нивните да станат. И така, сакам да ве охрабрам, кои да сте. Ако никогаш не сте поверувале во Исус Христос како ваш спасител, тогаш ќе имате многу тешко време да имате силно семејство и да растете силни деца. Живееме во свет кој на секој начин е против нашите деца. Има нешто таму секаде за да ги уништи ментално, физички и морално. Вие сте нивното прибежиште. Вие сте нивна помош. Ви требаат. Вие сте им потребни. На сите им треба Бог. И сакам да ве охрабрам да му верувате на Христос како ваш спасител. Да побараш од Него да дојде во твојот живот. Да ти помогне да бидеш таков како што Бог сака да бидеш и да станеш таков родител, побожен родител, како што треба да биде. Може би сте син или ќерка и ужасно сте се однесувале со вашето семејство. Велите, тоа е одамна. Знаете што? Тие се уште се повредени. Велиш, тие заборавија. Не се. Вие не заборавате кога луѓето длабоко ве повредуваат како дете и тие не забораваат кога вие сте ги повредиле. Затоа сакам да ве охрабрам да ги решите сите прашања во вашето семејство, да побарате прошка, да ги исправите работите и да дадете се од себе, за да ја почитувате вашата мајка и да го почитувате вашиот татко. И сакам да ви кажам, утрово, сите ние имаме обврски кон нашите деца. Имаме обврски еден кон друг, да се сакаме, да си помагаме како што можеме. Тоа е она што значи да се биде христијанин. Сакам да ве охрабрам да ги земете белешките што ги имате денес. Можете да ги ставите на полица нека, ќе ви биде жал. Она што треба да го направите е да ги погледнете, да ги прочитате. Ако сакам да запомнам нешто, нормално тешко би се сетил. Правам список и го ставам некаде каде што можам да го гледам секој ден. Го читам повторно и еве што открив одамна. Кога ќе се појави нешто, треба да се сетам. Тука е.
Не затоа што еднаш го прочитав и не затоа што еднаш го слушнав, затоа што знам дека лесно ќе заборавам нешто од тоа. Не сте слушнале ништо неважно. Сето тоа беше важно, сите дела. Сето тоа е вистина. Вие зборувате за воспитување деца, воспитување внуци. Некој од вас, баби и дедовци, ќе мора да застанете во позиција на родител, затоа што вашите деца штотуку го уништија нивниот брак. Но, баби и дедовци, ставете се на располагање. Не сте премногу зафатени за да ги слушните вашите внуци. Не сте премногу зафатени. Вие сте им потребни. Знаете ли што ќе бидете? Ќе им бидете како Сидро. Јас секогаш можам да одам кај него. Знам дека тој ќе биде тука за мене. Тие ќе го направат истото за вас. Ако не си спасен, ти работиш против себе. Те молам во името на Исус да се предадеш нему, барајки од него да ти ги прости гревовите и да имаш доверба во него како твој спасител, а потоа дозволи Бог да работи во твојот живот и во животот на твоето семејство. Татко, ние ти го доверуваме сето ова на тебе. Го молам Светиот Дух на живиот Бог. Ти, Господи, да ги врежеш овие вистини во умовите и срцата на оние што слушнале и кои ќе слушнат. Направи не сите нас, Татко, мисионери на вистината, во сета вистина што ти не учиш, да ја дадеме затоа што и ние сакаме некој да ни ја даде. Го молиме ова во името на Исус. Амин. Ако сте биле благословени од денешната програма, ве молам посетете не на веб страната www.intouch.org. InTouch, водејќи ги луѓето ни светот во поголемо заедништво со Исус Христос и зајакнувајќи ја локалната црква. Оваа програма е спонзорирана преку службите InTouch и овозможена прека Божјата благодат и вашите верни молитви и дарови.